Значи, аз, како ние во подсекторска група бараме да имаме развојна компонента. Развојна компонента. Значи, ако дај да најдеме начин, значи ние предложиме вака во подсекторска група. Значи, јавноста мора да знае што предложиме. Значи, да имаме основни субвенции 12.000 денари или 1.200 денари по декар, а оние дополнително предадено во преработвачки капацитет или регистриран откупен дистрибутивен центар уште 48.000 денари. Значи да имаме 6.000 денари субвенции годишно. И во преработвачки капацитет предадено по кило да имаме 6 денари по кило. Значи сето тоа не е земано во обзир. Значи останува си тоа како што го имат замислено 3.000 денари, тоа го имавме. Сега ќе имаме 2 пати субвенционирање. Значи во градинарството секој земјоделец има по 0,7 декара обработлива површина, просечна. 7 по 6, за жал, тие се многу малце пари кои ќе вика ние ве авансираме за предпроизводство. Жално е. Жално е. Ајде да најдеме развојни компонент. Еве, таму кај луѓето пред 2 дена се дадоа друг предлог. Да ги еден пилот проект да направиме, да ги укинеме субвенциите по површина, да ги дадеме по кило. Динар или 2 динара по кило. Цело јас производство. Годинава, што е произведено, ако извадам 100 тона, 80 тона или 120 тона, просечно производство, кога вадам, толку вадам, да ми го субвенционират по кило. И да ми биде развојна компонента, таа развојна компонента јас да ја купам во најлон, во ѓубре, значи отпосле да прикажам кај сум ги потрошил тие пари. За наредна година да земам 4 или 2 динара, дупло од оваа година. Ако не прикажам, значи да останам на 1 динар. Значи да имаме развојна компонента, да овие пари што ми ги дава државата, ама јас да ги уложам во полиетиленско платно, во ѓубрива, во системна капкар за наводнување, или ако ми дадат повеќе субвенции, па да си земам трактор нов, кој што ние се по 40 години.